ден, почитувани гледачи. Велат дека ако се прашуваа жените и ако тие беа на раководни места, никогаш во светот нема да имало војни. Денес зборуваме можеби на една помалку феминистичка тема, но и не би рекла така, затоа што еве во очи сме на големиот празник на жената 8 март. И всушност и целиот месец март е некако посветен на жената, но мислам дека и сите други месеци, и сите 365 дена треба да бидат посветени на жената, на незината храброст, истрајност и на незините визии како го гледа и го доживува светот како подобро место за живење. Денес зборуваме на оваа тема и на моje големо задоволство моја гостинка Живка Ангеловска, председател на Советот на општина Охрид, но не само како прв човек на Советот, туку како жена која што обавувала повеќе јавни функции, била долги години во политиката, жена, мајка, сопруга и се она што го краси една вистинска жена. Добре дојдовте во ТВМ и се надевам дека една интересна тема стои зад нас. Јас најпрвин сакам да ви заблагодарам на поканата за учество во вашата емисија. Со оглед на тоа што не сум прв пат тука и секогаш се чувствувам навистина пријатно во вашата емисија, во разговорите со вас, особено денес кога ќе разговараме на една женска тема, една непресушлива тема за која што може многу да се каже, се направило многу, но и колку и да зборуваме, ќе остане уште некажано и нема се уште нели да навлезиме целосно во сршта на родовата еднаквост, на функцијата на жената како во семејството, така и во општеството, но се надевам дека ќе фатиме одредени прашања кои што ќе бидат интересни за гледачите. Така. Она борба која што ја започнала Клара Цеткин уште во минатиот, почетоците на минатиот век, се уште трае и ден денес, можеби не со тој интензитет и не толку видно, но сепак жените се уште се борат за да бидат рамо до рамо со мажите. Иако ги има веќе, застапени се во повеќе сегменти на општественото живење, но се уште може да се почувствува дека нешто недостасува. Кој е вашето мислење, еве како што кажа, вие сте и политички активна години наназад, сте биле на повеќе јавни функции, сега сте прв човек на Советот на општина Охрид, бевте и директор на јавно предпријатие во градот. Значи, како вие сте се чувствувале во собствената кожа на овие места? Па видите, секоја од нас има нели одредена патека по која што чекори и одредени начини како ќе се справи со сите проблеми. Јас ќе зборувам најпрвин малку општо во однос на родовата еднаквост и кога зборуваме за неа, сметам дека најпрвин треба да почнеме од самите себе. Дека најпрвин треба да си го поставиме прашањето како ние се чувствуваме во својата кожа, што ние сакаме, значи да ја раснеме нашата самодоверба, затоа што само на тој начин кога знаеме кои сме ние, ќе може да не перцепира и машкиот пол. Многу лесно е нели да посочиме кон машкиот пол и да кажеме дека родовата еднаквост не може во целост да биде реализирана токму поради машкиот пол. Меѓутоа има безброј примери кога и ние жените сами ги подгоруваме и ги правиме актуелни стереотипите низ кои сме обкружени. Јас сметам дека се воодушевувам на тие жени кои што дури во 1910 година успеале, германските социјалистки како што е Клара Цеткин, Роза Луксембург успеале да придонесат да биде прославуван денот на жената како меѓународен ден во чест на њујоршките ткајачки работнички кои што во едни тешки времиња извојувале да имаат пократко работно време, подобри услови на работа, па и правото на глас. И сметам дека кога веќе ние имаме здрава основа, не спречува ништо понатаму да работиме за нашиот просперитет. Меѓутоа,
во однос на тоа како јас ги сваќам начинот да бидеме успешни во општеството. Не сакам многу да зборувам и за политиката, значи жената на функција, жената лидер. Има повеќе фактори кои што се и објективни и нели ние сме оние кои што имаат многу часови во денот неплатена работа. Значи многу е тажно кога една жена ќе каже дека нели не е вработена, ништо не работи, а таа повеќе од пола од денот сработила многу работи. Таа е сопруга на својот сопруг, таа е мајка на децата, таа е учител, затоа што нели треба да ги насочи, да ги подготви за наредниот ден на своите деца. Истовремено таа е и возач, затоа што треба да нели ги пренесе на училиште, на приватни часови. Таа е готвач и да не ги набројувам сите оние работи кои што за жал ги обавува, меѓутоа се неплатени. Секако дека одземаат многу време, значи од денот на една жена, меѓутоа јас сметам дека за успешна жена, најпрвен ви благодарам бидејќи ме перцепиравте како успешна жена, повеќе фактори треба да ги исполнуваме и воопшто како успешен маж или за успешна жена пред се поткованоста со знаење. Значи тоа треба да представува основа. Натаму перманентна професионална надградба, без која не може ништо да се постигне. А за жената треба да го најде балансот помеѓу приватното и професионалното. Треба да знае точно да го разграничи професионалниот и приватниот живот. Поддршката од семејството е незаменлива. Во контактите со деловните клиенти при донесувањето на деловните одлуки, мислам дека треба да се води кон пред се од сопствената мудрост и интуиција, развиена тактика, одмереност и пред се да знае која е целта која што сака да ја постигне со одлуката која што ја носи. Јас навистина и покрај тоа што сум политички нели определена и активна, претежно моите ставови во животот се луѓето ги делам и сакам да ги делам на луѓе и нелуѓе, значи во однос на квалитетот и способноста, луѓе што ги бива и луѓе што не ги бива. Меѓутоа, и покрај тоа што многу е направено, сепак некои статистички показатели ни покажуваат дека на полето на родовата еднаквост треба уште многу да се направи. Пред се треба ние жените, значи да имаме една женска солидарност поголема. Ете она што нели го гледаме секојдневно и на обуките кои што претежно нели како политичари, UNDP, NDI имавме обуки каде што од различни политички партии не ги даваа обуките и нели од секоја една обука може нешто и да се научи и таму ги слушнав оние статистички показатели кои што кажуваат дека кога една жена е на трибина, кога е да речеме во емисија или кога се обраќа, докажано е дека онаа прва минута никој не ја слуша содржината на она што го кажува, туку го перцепира изгледот. Значи, нејзината фризура, шминката, облеката, а при тоа најголеми критичари, жени со жени, сме сепак ние. Самите ние, да. Самите ние. Исто така, значи... потешко е, се извинувам, само малку потешко е да добиеш комплимент од жена и да ти признае дека добро изгледаш или дека си паметна или дека нешто убаво си кажал или си сработил, отколку од маж, веќе ако сме тука на таа тема. Апсолутно, меѓутоа јас верувам дека вие се согласувате со мене. На нас жените највистински комплименти ни се оние комплименти кои што ќе ги добиеме од други реализирани жени. Барем јас така ги доживувам тие комплименти. Така. Од друга страна, нели социјалните мрежи се развиени и ние често гледаме оној не само оној говор на омраза, него колку и да не се согласуваме со одредени ставови на одредена личност,
ние гледаме и многу елементи на сексизам. Например, дадена некоја слика испревртена, која што е во едно иронично светло и на некоја дама. И нели после тоа, оние кога ќе ги видам критиките во однос на изгледот, во однос на иронијата на жена кон жена, навистина боли. Ние можеме да се критикуваме во однос на постапките кои што ги правиме, одлуките кои што ги донесуваме. Меѓутоа, треба и сами да сватиме дека потежок е нашиот пат за успех отколку на мажите, па токму поради тоа и да се поддржуваме малку повеќе. Така. Сега, потежок е патот не ради тоа што жените се помалку силни или помалку умни, за да постигнат исти или може би подобри резултати од мажите, туку заради сето она што претходно го кажавте. Навистина сме обременети со многу повеќе обврски отколку мажите, сме расплинети на повеќе страни. Една жена, рековме, и мајка, и сопруга, и домакинка, и се друго, што треба за едно семејство добро да функционира, па може би од тука и доаѓа таа поголема тешкотија и треба да се има едно повисоко ниво на енергија за сето тоа да се постигне. Многу постигнуваме. Тоа дали признал некој или не, тоа останува да се дискутира. Вие имате завршено правен факултет. Ме интересира кога се запишувавте, дали размислувавте која е машка, која е женска професија? Дали од тој аспект сте размислувале некогаш? Или пак ве привлекуваше правото, па бевте подготвена да се нурнете во тој свет, каде што може би повеќе се застапени мажите од жените. Не знам дали е тоа така, немам таков податок, може би податоците го покажуваат обратното, но сепак, еве, за да се биде судија или адвокат, веднаш некако асоцира на машкиот пол, дури во машки род, судија, адвокат. Мислам, немаме адвокатка кога ќе се рече не правилно, значи адвокат се изговара. Секако кога ја одбирав собствената професија, воопшто не ги делев работите на женски и машки. Па, вие сега зачнавте една друга тема, кога јас кажав дека сами ги понекогаш ги подкренуваме и ги актуализираме стереотипите, може би тоа е и од она наше патриархално воспитување. Може би некогаш несвесно на нашите дечиња ќе ги прекориме, значи дека девојчето треба да не игра фудбал или да не игра со топката, бидејќи тоа не е женска работа, или на момчето, нели, да не ги чепка садовите, тоа ќе го направи, нели, неговата сестра. И сметам дека и од најрана возраст, токму ние, мајките, треба тука да внимаваме и што повеќе да ги насочуваме нашите деца токму кон оваа еднаквост на можностите, родовата еднаквост. Воопшто не мислев дека е машка професија, затоа што јас напротив сметам дека чувството и сенсот за правда повеќе го имаат жените отколку мажите. А во однос на оние причини кои што доведуваат на помалку инфериорна положба на жените наспроти мажите, јас ги делам од неколку аспекти, значи ги кажавме тие психолошки аспекти, нели, присутните стереотипи, тие стереотипи на ние кршат самодовербата, значи секогаш имаме помала самодоверба, затоа што знаеме дека како жени сме можеби помалку прифатени со доза на недоверба. Од друга страна, треба да ја спомнеме и економската страна. Значи, доколку една жена не е самостојна финансиски, тогаш многу тешко е, ето да речеме, да навлезе во политиката. Многу е битна, значи, и економската страна, стабилноста и независноста, за да може, нели, таја натаму да се надградува и да остава траги и да реализира собствени цели. И сметам онаа невозможност да се направи тој баланс помеѓу приватното и професионалното, значи ги спомнавме оние обврски кои што спаѓаат во неплатен труд. Меѓутоа,
има еден интересен цитат на Маргарет Тачер која што вели оние жени кои што добро ги познаваат проблемите за водење на домаќинството, многу подобро можат да ги разберат проблемите за водење на државата. Така. Самата таа Подобри организација... менаџери се, во секој случај, организатори, да. Самата организација, значи, на разни работи во домот, тоа е на некој начин една тимска работа. Па доколку успее сето тоа да го направи во домот, зошто да не може да го направи, нели, во деловното обкружување? Ме потсетивте сега на еден конкретен пример на една моја пријателка која што е веќе во некои средни години, која што размислуваше дали досега нема остварено работен однос, дома, значи, со семејството, ги подигнуваше децата и така натаму, тие веќе порасна и сега е во ситуација кога има повеќе слободно време и беше во дилема дали воопшто да побара работа од земајќи го во предвид фактот дека можеби веќе е во подмината возраст, дека можеби нема да се снајде добро, дека не ќе може да одговори на предизвиците и веќе не беше сигурна самата во себе дали ќе може. Јас си велам, кога можеш едно домаќинство да водиш и да ги синхронизираш сите и организираш сите работи, сигурно ќе се снајдеш и на работното место. Така да, навистина ова се потврдува и во пракса, не е само како мисла, туку и вистина е така, со овој конкретен пример се потврдува. Апсолутно, знаете како нас повеќе не обесхрабруваат. Треба да се охрабрува, да. Падовите, значи нас жените, бидејќи го чувствуваме тој притисок од јавноста помалку или повеќе и се трудиме да бидеме подобри. И мислам дека кога затоа што животот нормално, па можеби е повеќе исполнат со падови отколку со подеми, можеби потешко ги поднесуваме тие порази кои што ги доживуваме во животот, макар што сметам дека секој еден пораз всушност представува еден чекор поблизок до успехот. Затоа што и од поразите многу учиме и тие представуваат еден предуслов на воздигнување. Секако дека ми се допаѓа вашето охрабрување кое што сте и го дале на вашата пријателка, бидејќи ретко ги имаме и тие храбрења, нели? За жал не зборувам само за жените, него воопшто живееме во едно време кога сме многу деструктивни, кога кога се занимаваме со одредена работа, ево да кажеме има една жена прв јавен настап. И секако дека таа нема да биде перфектна на тој прв јавен настап. Меѓутоа, ако околината не и даде поддршка дека таа може и подобро, дека следниот пат ќе биде уште подобра, во тој случај тоа ќе биде прв и последен јавен настап. Го седов пример бидејќи сме во емисија, меѓутоа и различни други активности со кои што би се занимавала, кај нас многу тешко е, значи, да се охрабриме едни со други, ниеден не е совршен и на сите може да ни се случат грешки и ни се случуваат грешки, меѓутоа за да се самодовербата расне со искуството. И секако дека многу значи значи тогаш кога можеби значи колку е поголема целта, колку е повисока таа цел, таа од нас бара поголеми вложувања. Меѓутоа и повеќе луѓе кои што ќе не поттикнат и ќе ни предизвикаат и спровоцираат да го дадеме најдоброто од себе за да успееме. Ние во такви случаи, нели, ќе кажеме дека нечини, ќе ги изложиме сите негативни страни, без да дадеме и барем еден збор, па некогаш и за храброста. Така. Ја спомнав храброста. Храброста е секако предуслов за успех, нели? Нашите можности се прошируваат и се намалуваат пропорционално од нашата храброст. Меѓутоа, нели, онаа храброст која што треба да биде основана и подкована. Значи, повторно се враќаме на онаа страна на посветеноста на самата себе, нели, образованието, надоградбите кои што ги вршиме на различен начин, затоа што ние
ќе се стремиме кон совршенството, меѓутоа никој не може да го достигне тоа совршенство и треба да бидеме свесни дека некои наши постапки ќе бидат подобро прифатени, некои ќе бидат полошо прифатени, или секогаш треба да учиме на грешките. Но се уште се среќаваме со стереотипите од видот на ако еден маж гради кариера и успешен во својата кариера, тоа се поздравува. Ако пак една жена е насочена кон градење на својата кариера и напредува, веднаш тука се бараат негативните страни, па го запоставува семејството, па мисли само на неа и така натаму. Зошто тоа така се гледа? Значи, зошто тој аспект? Ете, ако една жена е поуспешна и можеби таа се насочила да гради кариера и својот кариерен развој да оди во нагорна линија, тогаш можеби сопругот ќе се вклучи повеќе во семејството. Значи, зошто се уште и како да ги искорениме таквите стереотипи? Да, ево, и одговорот на прашањето го дадовте, дека сето тоа се влечи на оние рецидиви, на оние стереотипи од минатото и веднаш ние не сакаме да го поздравиме успехот. Значи, некои работи се типични за мажите и им прилегаат на мажите, а има многу постапки кои што ако ги направи една жена, тогаш тие постапки се недолични. Јас мислам дека треба упорност и токму она, значи, еден пораз не треба да не обесхрабри. За жал, ние жените ни се случува да водиме повеќе пати една иста битка. Значи, паднуваме и стануваме. Меѓутоа, не треба да се откажуваме тогаш кога знаеме дека имаме одредена цел и кога веруваме во нашата цел. Јас сметам дека само со упорност, само со влијание врз јавни трибини, насочување на децата уште од мали нозе, ево овие разговори кои што ги имаме меѓу себе, дека ќе не поттикнат да не застанеме онаму каде што сме. Не затоа што сме попаметни од мажите, мислам, јас кажав и претходно, или не бива, или не бива, без разлика кој пол сме, меѓутоа во никој случај не сме помалку паметни од мажите. Многу ми пречи, а сигурно и вие сте се сретнале, посебно во една средина како што е нашиот град и така помали средини, каде што е застапена таа малограѓанштина, кога некоја жена е на некоја позиција и постигнала некаков успех, веднаш се доведуваат во прашање незините морални вредности. Што се крие за тоа? Зошто секогаш мора нешто да се крие за тоа? Зошто таа жена не е успешна сама по себе, не вложила доволно во себе, па сега постигнала и достигнала едно такво место и едно такво признание? Па, на секоја жена и смета тоа, ми смета и мене и верувам на многу други жени. Јас мислам дека за една жена, доколку нема направено, ако не е замешана во криминални дејанија, во незаконити работи, во корупција, е успешна. И ако е релативно млада, тогаш за да се оцрни, најлесно може да се оцрни со атак врз нејзините морални вредности. Меѓутоа, јас пак тука ќе ја кажам само довербата. Значи, на ниеден човек секако дека не му годи кога ќе слушни негативни зборови за него, кога ќе се види во некој медиум, во негативна конотација. Не постои таков човек. Меѓутоа, јас, бидејќи многу ве почитувам и вас, јас многу добро се познавам самата себе и во секој случај ме боли она што е вистина. Меѓутоа, ако не е вистина, пред се за една жена да навлезе во политика на јавни функции, треба да ужива доверба од сопственото семејство, од сопругот, од родителите, од децата. И ако е значи воспоставена таа доверба, јас мислам дека веќе значи толку многу важни вести сме виделе и сме слушнале и дека не треба да се потценува населението, значи граѓаните, и дека тие веќе лесно можат да проценат што е вистина, а што е лага. Така да значи
јас сакам критика, меѓутоа критика грешиме, значи грешиме во одредено однесување. Не сме донесле некоја одлука, сме донесле одлука која може би е помалку прифатлива од страна на граѓаните. И треба да трпиме таква критика. И таа критика треба да ни биде наш водич да ја поправиме одлуката, значи да чекориме по вистинскиот пат. Меѓутоа, таквите без разлика дали се медиумски или се во кулуари, верувајте, како што поминува времето, се помалку ме засегаат. Пак тоа се должи на самодовербата и на тоа што секој знае што стои зад него и кој е всушност, но навистина би било болно кога некоја млада личност почнува да гради кариерен пат и да се соочи со вакви проблеми. Тогаш навистина е потребна поддршка и од околината и од најблиските, како што кажавте. Веќе ни истече првиот дел од емисијата. Темата е навистина интересна. Сигурна сум не само за женскиот пол, туку и за мажите. Останете со нас, се враќаме веднаш после паузата. Кам, постојано ниски цени. Пиво 500 мл 42 денари. Чокоблок 400 грама 179 денари. Органски хумус 260 грама 76 денари. Спреј за коса Тафт 400 мл 139 денари. Кам, купувај мудро. Животот секогаш може да биде побогат. Побогат за мигови на бескрајно уживање. Побогат за блискоста што ја чувствуваме кога сме заедно. Збогати го животот со најубавите чувства, што ти ги создаваат новите богати супи на Подравка, со изобилство внимателно одбрани житарици и зеленчук. Подравка. Без разлика дали сакате нешто за вас или да подарите нешто прекрасно на вашата мајка, сопруга, пријателка, веќе го знаете вистинското место. Атва Хоум Центар. Голем избор на саксиско цвеќе и декоративни цветни аранжмани и голем асортиман на вашите омилени производи и подароци по најниски цени. Атва Хоум Центар во Охрид, Струга и Кичево. Викенд акција во Миса Маркети. Амета свежо пиле 1 килограм за само 129 денари. Декоративна карамела 500 грама 53 денари. Најс крем топол сладолед 65 грама 22 денари. Дуел омекнувач Soft Lotus 2 литри 139 денари. Финиш таблети за садови 85 парчиња 595 денари. Голема осмомартовска понуда во маркетите на Миса. Пазарете со мерак ваши Миса Маркети. И нарачајте го веднаш вашиот душек Фреш Прима и доживејте амоките на здравиот сон. Сега ќе добиете и одличен подарок – електрична подлога за масажа. Незината вредност е 5490 денари, но ваша ќе биде целосно бесплатно со секој купен душек Фреш Прима. Конечно ослободете се од секојдневниот стрес со нежна масажа и релаксирани потонете во вистински обновувачки сон. Ова е специјална ограничена понуда. Нарачајте веднаш. Алмеро, прва и единствена фабрика во Македонија, специјализирана за производство само на душеци. Традиција на квалитет и префинетост. Првокласни природни материјали од сите страни на светот, изработени од најталентираните и највештите мајстори. Комфортни душеци за вашиот совршен сон. Препознатлив дизајн и врвен квалитет веќе 30 години. Производи од богатата палета на Алмеро можете да најдете во салонот за мебел Илјачка во Струга. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука, во тешките моменти во животот, да обезбедиме професионална поддршка. Со долгогодишно искуство во обавување на дејноста, ги нудиме сите погребални услуги и безпрекорна организација на достоинствен чин на погребување.
Деловните простории на две солзи се лоцирани на улица 15 корпус број 85 према градските гробишта. Шпицата најави заврши паузата. Продолжуваме ние со нашиот разговор. Воопшто и не ни беше потребна некаква пауза. Навистина разговорот спонтано си течи. Темата е интересна и мислам дека ги заинтригиравме не само жените, туку и мажите. Моја гостинка е Живка Ангеловска, председател на Совет на општина Охрид. Зборуваме за состојбата на жената во нашето општество. Ги опфативме помалку сите сегменти и ете, може би причина повеќе што сме во очи на празникот 8 март, празникот на жената, но тоа е само една причина. Значи, повод има многу повеќе. На самиот почеток на овој втор дел, сакам да ве запрашам, бидејќи сте, реков, дел од политичкиот живот, сте председател на Советот на општина Охрид и секогаш ме интересирало зошто мора да постојат квоти, значи, за да биде застапена жената во политиката, во Советот, во парламентот. Мора да има некаква рамка, нешто заради што жената треба да биде застапена. Зошто тоа не е по природа на нештата? Затоа што ако не се тие квоти, може би жената и воопшто нема да биде застапена или во многу мал процент. Апсолутно. Јас искрено да ви кажам, исто како и вие ви кажувате, не го сакам тој збор квота, затоа што на некој начин ми дава како да нели мажите се избираат по квалитет, а во одредена бројка на мажи, па треба во таа бројка да влезе и да влезат и неколку жени, значи 40%. Меѓутоа, може би нашата политичка култура секако дека расте, сме постигнале многу, меѓутоа не е на она високо ниво за да можат нели да се надпреваруваме според постигнатото, да се надпреваруваме според нашите квалитети. Квотите ни помагаат, дефинитивно, ни помага затоа што благодарение на квотите нели се утврдува бројката на жени кои што ќе бидат пратенички во парламентот или во Советот како локален представнички дом. Точно и мене ми смета кога нели ќе се прават тие листи, па треба да има, да речеме, значи одредена бројност во однос на оние позиции кои што се сигурни дека нели после изборите ќе станат и советници, и кога ќе дојде нели место каде што се дава име и презиме нели на личност од машки пол кој што ќе влезе и ќе се каже овде треба една жена. Меѓутоа, квотите доста ни помогнаа во однос на застапеноста на жените во овие функции. Всушност, показател дека тоа е така ако направиме споредба онаму каде што нема квоти. Жените, значи, секоја година, јас мислам дека достигнуваат повеќе во однос на правата, меѓутоа, ако ги разгледаме, ето да речеме управните одбори каде што нема квоти, ако изброиме колку директори имаме во јавните институции, ако изброиме колку имаме градоначалници во државата, значи онаму каде што нема квоти, за жал помало е присуството на жените на тие функции. Затоа се додека значи не го достигнеме, јас на вистина ќе бидам пресреќена
доколку го доживеам оној ден кога нема да постојат квоти и кога ќе се надпреваруваат само по квалитет и познаење мажите и жените, меѓутоа дотогаш колку и да се непопуларни и за нас жените помалку омалуважувачки да изгледаат, добро е да постојат. Така. Сега, жените достигнуваат одреден просперитет, значи на некои позиции, но за жал не стигнуваат до врвот. Зошто е тоа така? Па точно е, ние започнавме темата со мојата професија и ако земиме, значи, каква е ситуацијата, има многу жени адвокатки, има многу жени судивки, меѓутоа мал е бројот на жени председатели на судови. Жената достигнува до одреден степен, значи во однос на својата кариера, и стигнува до оној, да го наречам, стаклен плафон, кој што е како една цврста бариера, која што многу малку жени успеале да ја поминат. Односно, оној лифт на успехот за многу малку жени стигнува до последниот спрат. Значи, обично се задржуваме на одредена висина, меѓутоа тешко го достигнуваме врвот. Зошто е тоа така? Па да ви кажам искрено, ете да речем, може би во нашата помала самодоверба, во нашата инфериорност. Меѓутоа, нели има и она израка на Елеонор Рузвелт дека никој нема да ни го даде патот, значи се ја парафразирам, до сонцето, и дека значи инфериорноста никој нема да не истави од таа ситуација, мора да се бориме сами. И јас сметам дека тоа е, значи, сепак во однос на успехот е позастапен е машкиот пол, значи доминантнија е моќта на мажите. Може би поинаку ги перцепираме самата смисла на моќта ние мажите и жените, и јас мислам дека различно функционираме, доколку ни биде дадена, значи, можност да раководиме со одредена работа, и во секој случај, нели, како и на вас и мене и на многу жени ни пречи тоа што многу малку жени успеале да го поминат тој стаклен плафон и да се искачат на највисокиот спрат на лифтот на успехот. Така. Уште еден податок е тоа што жените и мажите на исти работни места различно заработуваат. Да, и тоа е фрапантен податок, затоа што нели во однос на статистиката точно е дека, значи, и во однос на финансиските средства, дека за иста работа, значи ова се статистички податоци, различна е заработувачката, и дека на листата на моćни луѓе многу малце ќе најдете жени, а многу повеќе ќе најдете мажи. И дали е тоа поради ние жените малку и во начинот на делување поинаку работиме. Сметам дека помалку размислуваме на нашата лична корис, на нашето издигнување. Мислам дека можеби со самото чувство кое што го имаме дека јас сум жена и малку ме гледаат поинаку од мажите, ме тера во насока да при дејствувањето да се внесува поголема динамичност од една страна. Исто така сметам дека ние сме добри слушатели, многу подобри слушатели од страна на мажите. Сакаме да ја поделиме одлуката со другите. Значи, ето, јас би сакала кога се носи некоја одлука, партиципативност од страна на граѓаните. Ние повеќе размислуваме за социјалната правда. Повеќе размислуваме, можеби, кои се ефектите од одлуките кои што ги носиме. Повеќе размислуваме во однос на меѓучовечките односи. Повеќе не боли таа дискриминацијата, повеќе не боли.
И мислам дека ние можеби во однос на тој дел поинаку постапуваме, додека мажите си имаат строго поставено една цел и дека знаат подобро да чекорат на таа скала кон целта, а кај нас пак е нели онај товарот дека не би го рекла тоа дека е несигурност. Значи тоа не е несигурност, меѓутоа сметам дека малку повеќе размислуваме за општественото добро. Значи не за личниот интерес, секогаш има исклучоци, од секое правило има исклучоци, меѓутоа повеќе размислуваме на општественото добро. Мајки сме, значи на нашето образованието на децата, значи на сите оние работи кои што не обкружуваат и кои што им значат на нашето семејство, на нашите соседи, сметам дека во тој дел губиме повеќе време, додека мажите се насочат во одредена цел и нели строго чекорат по тој пат. Дали е тоа добро или лошо, ќе покаже времето, но јас се надевам дека полека, значи ќе си дојдат работите на место и нема да се делиме на квоти, на мажи и жени, туку на способни и неспособни луѓе што ги бидува или не ги бидува, и добри и лоши луѓе. Точно. Многу дискутабилна тема е дали треба да се одбележува 8 март, како треба да се одбележува 8 март. Кој е вашето лично мислење? Па, моето лично мислење, значи јас 8 март го доживувам како ден кога се обележува борбата за политичка, економска рамноправност на мажите со жените. Значи ден кога се слави името на оние поборнички за правата на жените и како ден кога треба ево вака да разговараме и да се запрашаме каде сме сега или дали може да направиме нешто повеќе во однос на иднината за нашата поголема сплотеност и за подобар бенефит на нас како жени. Во однос поставам кој како што го доживува, нели така да се однесува. Јас искрено не го гледам како ден кога треба, мислам, да се прославува во смисла на кафаните. Добро е затоа што толку ни е динамичен животот, па може би тој ден многу жени се го имаат поставено па да се видат меѓу себе, не толку да го прослават денот како можност за едно дружење. Значи, може би од дома е оправдано кога се излегува на празникот на жената. Не сметам дека само тој ден е празник, не сметам дека само тој е денот кога треба да се дарува. Во однос на оние црвени рози кои што се добиваат, во нив гледам некоја символичност во однос на празникот. Нели тоа ете на некој начин символ на некоја победа која што е извојувала жената. Меѓутоа, за жената празник треба да биде секој ден. Така. За тоа ќе се бориме понатаму. Рековме само со истрајност, упорност, квалитет и самодокажување и доверба. Значи, прво нашата самодоверба лична, но потоа со тоа ќе постигнеме доверба и од околината. Сега за самиот крај веќе терминот се наближува за завршување на емисијата. Не знам колку, дали малку или многу фалеше да добиеме жена градоначалник. Живка Ангеловска беше една од можните кандидати за градоначалник од СДСМ. Вчера официјално беше обелоденето дека Константин Георгиевски е кандидатот кој што ќе го поддржи оваа партија, но сепак и вие бевте во потесниот круг. Што беше тоа што ве иницираше да аплицирате воопшто и како се одвива работите? Какви беа шансите? Па видите, ние, значи, Социјалдемократскиот сојуз со коалицијата во 2017 година добивме локалните избори и остваривме една голема победа. За жал, нашиот мандат трагично е прекинат и мене, значи, во овие мигови
Навистина ми е тешко затоа што таман кога веќе се направи една основа, кога се согледа ситуацијата каква е, кога се направи една финансиска стабилност и кога требаше да се испорачуваат она што е ветено према граѓаните, нас ни се случи оваа трагедија. Значи, лично јас не го изгубив само градоначалникот, јас го изгубив најдобриот пријател, моето семејство го изгуби најдобриот семеен пријател, идолот на мојот син. И овој пат, значи, кога ни се случи овој, значи, немил настан, мотивот мој во однос на кандидатурата беше дека мандатот ни припаѓа нам. Затоа што ме болат обврските спрема граѓаните. Значи, ние влегувавме и лично јас влегував од куќа во куќа, каде што ја представувавме нашата програма. Значи, и она што ние го имавме во програмата, треба да го реализираме. Кога ќе добијаме поголема доверба, таа доверба повеќе обврзува. Како актуелен председател на Совет, јас сметав дека во една вонредна ситуација во која што се наоѓаме, за да може партијата да донесе одлука, ние треба да ја дадеме можности. Најбитно според мене беше да се обезбеди континуитетот, а сметав дека јас како вршител, значи, на функцијата председател на Совет и како еден од најблиските, значи, соработници на градоначалникот Јован Стојановски, со кој, па речи си, значи, влезе малку подосна во партијата, меѓутоа и влеговме горе-долу заедно со како реализирани луѓе кои што сакавме нешто да придонесиме доколку можеме во самиот систем, значи во општеството. Токму тоа ми беа мотивите. Јас навистина овој пат не сметам дека овде треба да бидат реализирани амбиции на некого или кариери на некого. Јас сметам како нужност и како неминовност, така и ја дадов мојата кандидатура. Во секој случај, најтешко е кога треба да се донесе одлука и јас верувам дека оние кои што ја носеле, значи нашата матична партија, им било најтешко. Не навлегувам зошто и како не сум била одбрана, затоа што, значи, повторувам, сега не е прашање на лични амбиции и на кариера, туку сега е прашање да се овозможи континуитетот и да се испорача она што беше ветено во самата програма, бидејќи јас сметам дека овој мандат нам ни припаѓа. Во однос на, значи, другиот дел, јас верувам во изборот кој што го направи партијата. Значи, кандидатот кој што го избра мојата партија е секако дека и ми беше мој колега, мој соработник и за да, значи, така и ја сваќам целата работа, за да може да се донесе квалитетна одлука, ние треба да испорачаме материјал. И според мене воопшто не беше ни битно кој ќе биде, значи уште еднаш да не се повторувам, приоритетот е да се продолжи мандатот и да се испорача ветеното спрема граѓаните. Како го гледате Охрид во иднина, како место за живење на жените, но и воопшто на сите граѓани? Па јас, видите, Охрид, нели, љубовта кон Охрид сите не води, привилегија е да се живее во Охрид. И Охрид го гледам како пред се враќање на етичките норми, значи не сакам поделеност и покрај тоа што пак ќе спомнам, ето, партиски, јас сум определена, меѓутоа јас го гледам таа определеност како некое мое убедување, значи го почитувам и туѓото убедување. Пред се сакам да се вратат етичките норми, пред се сакам да се почитуваме едни со други без разлика, машки и женски пол, да го славиме успехот на другите, значи да ги со добрите дела едноставно да ги потисниме лошите дела. Ево сега ме вративте на една случка, значи ќе се обидам да бидам кратка. Мојот син имаше некоја тема на училиште каде што требаше да разработи одреден проблем кој што се случува и да даде решение за тој проблем. И бидејќи веќе е релативно голем, ги следи и социјалните мрежи и вика, ќе пишувам за добрината. Изгубена е добрината, јас ќе најдам начин како ќе ја вратам. Даде пример дека
нели, на помалку и во детскиот свет, дека доколку се шират повеќе добри зборови, нели, тие ќе угинат во вителот, лошите зборови ќе угинат во вителот на добрите. И токму сега, па ние жените можеби можеме да го промениме во однос животот во Охрид во смисла на враќање на етичките вредности со воспитувањето на нашите деца. И што повеќе, значи, се почитуваме едни со други, се поздравуваме, се пофалиме за секое добро дело, се помалку ќе ги има оние деструктивни случувања кои што, за жал, секојдневно ни се случуваат и полека не уништуваат. Зборувам во однос на етичката страна, затоа што и таква ни е темата, мислам и на тој начин и ме прашавте, не во смисла инфраструктурно, развојно и... Не, тоа во некоја друга прилика. Добро, ви благодарам за учеството во Лупа, да им го честитаме на сите припаднички на понежниот полутрешниот празник, кој како што милува така нека си го одбележи, секој со своето убедување. Добро е да постои како ден, да не подсетува на тоа што се случувало и дека некој на вистина се борел, па дури животот свој го дал за тие женски права, да си ги чуваме и да се трудиме уште повеќе да се изедначиме со машкиот род и воопшто да нема, значи, разлика мажи жени, туку како што рековте и вие, да се зема во предвид квалитетот, добрината и добрите особини на секој човек. Ви благодарам. Доколку ми дозволите, јас би сакала во вашата емисија и да го честитам на сите дами празникот. Драги дами, ви го честитам Денот на жената. Ви посакувам секој ден да ви биде празник. Верувајте во себе, поддржувајте се, затоа што иднината им припаѓа на оние кои што веруваат во добрината на своите соништа. И затоа сонувајте убави работи. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам.